Сега веќе е време за нашиот прв денешен гостин. Вообичаено знаете петочно, првиот термин е резервиран за гости од Аџибадем Систина, а ова утро со посебен повод со оглед на тоа што одбележуваме 15 години од постоењето на Аџибадем Систина. Добро утро за доктор Душко Фидановски и честитки воедно, така? Благодарам на честитките и на најавата. Добро утро. Сузе, морам да те пофалам како изгледаш. Благодарам. Женска работа, ние мораме се Морам пофалиме, да ја носам нели? пролетта, бидејќи на вистина. Ајде донеси ја веќе. Времето е редно време е малку да олабави зимата и да не остави рад, вака да зеленееме, да цветаме и да уживаме во пролетните денови. Официјално добре дојде и од мене примариус, доктор на медицински науки Душко Фидановски, специјалист по педиатрија од Аџибадем Систина. Честитки, 7 април беше денот кога официјално беше одбележан стартот на првата приватна специјална болница Аџибадем Систина во ново руво со едни нови стандарди која што на вистина ширум ги отвори вратите за сите пациенти во земјава и од регионот. Јас во статистиките нема многу да навлегувам, но ме восхити она што го прочитав деновиве дека од 7 април 15 години наназад до денеска се направени 205.000 хируршки интервенции, 1.950.000 прегледи и довербата ви ја дале повеќе од 1 милион пациенти од овде и надвор од земјава. Тоа е навистина една респектабилна бројка, секоја чест. И велат ништо не е случајно, па ни успехот на Систина не е случаен. На што се должи? Па мислам дека се должи на јасната визија која ја имаше која има вработените заедно со менаџментот кој даваше на почетоците, тоа се тие пред 15 години, предходно постоеше предходните 9 години гинеколошката болница. Тоа беше специјалната гинеколошка акушерска болница Мала Богородица Систина, која потоа прерасна во клиничка болница сегашна Аџибадем Систина. Тие вработени и докторите кои што дополнително дојдоа во болницата. Сега бројката е, кога веќе ги спомнавте бројките на вкупниот број на вработени на некаде околу 1200 вработени, што е навистина фасцинантна бројка за многу компании, не само за здравствениот сектор, и некаде околу 220 доктори специјалисти и многу некаде околу 400 и кусур сестри и многу немедицински персонал. Беше јасна визијата дека сакаме еден интегрален здравствен систем, каде што услугите мултидисциплинарно ќе се пружаат, каде што во центарот на вниманието ќе биде човекот, пациентот, дека се ќе биде во негова функција, да се дадат услуги, врвни услуги, мултидисциплинарен еден пристап во давањето на услугите од најдобрите доктори специјалисти, од различни специјалности и се ќе може да биде завршено од дијагноза до терапија и рехабилитација на едно место за краток временски период, воедно по највисоки стандарди и во услови кои што се болнички, меѓутоа и не личат на оној стереотип како изгледа болница, него тоа е нешто што е многу современо, кое што повеќе наликува на некој домашен или хотелски, да речам, амбиент, така да може пациентот да се чувствува навистина пријатно и да не биде под стрес од тоа што го доживува нели таму. Така да тоа беше визијата на почетокот и успеавме, мислам, сега веќе да ја реализираме. Поминаа 15 години во која болница Систина стана на вистинска клиничка болница со сите специјалности што се потребни. Значи има не само како што почна гинекологија, акушерство, него и се отвори хируршки оддел, интернистички оддел заживеа. Офталмолошки оддел, стоматологија, се отвори понатаму еден од најголемите исчекори, всушност тоа беше на самиот почеток и адултната кардиохирургија. Педиатриски оддел доживеа огромен развој. Значи, се почна само со едно неонатолошко оделение кое беше во функција на гинекологија, акушерство, породилиштето. Се дојде до тоа што е сега, значи со некаде околу 30 на доктори специјалисти, со педиатриски стационар,
кој што згрижува некаде околу 1000 пациенти годишно, со педиатриски ургентен центар кој работи по принципот 24/7, кој згрижува, односно прави некаде околу 35.000 интервенции на годишно ниво, неонатологија која веќе постоеше се прошири со неонатална интензивна нега за згрижување на најтешко болните недоносени. Не само од нашата болница кои се раѓаат, него и деца кои што се раѓаат на друго место или се лекуваат на друго место, а сакаат, има потреба да дојдат да го продолжат лекувањето кај нас. Тоа го возможува, морам да го спомнам, неонаталниот итен транспортен сервис кој што служи за транспорт на такви деца, и пред 5 години се заокружи, да речам, тој педиатриски дел не само со отварање на детска кардиохирургија, со доаѓање на врвни детски кардиохирузи, туку и со отварање на нешто што е, мислам, вишната на шлагот, тоа е детската кардиохирургија. Пред 5 години, така да и морам да спомнам дека имаме уште еден јубилеј во склоп на тие 15 години, детска кардиохирургија на чело со професор доктор Владимир Чадиковски, го слави јубилеот од 5 години, направени се некаде околу 600, можеби над 600 хируршки интервенции на отворено срце кај деца, изведени се најсериозни и најкомплицирани интервенции не само на деца кои што се од Македонија, туку и од регионот. Така да со тоа навистина се заокружува приказната за клиничката болница Аџи Бадем Систина, која овие се бројки кои што навистина делуваат фрапантно, тоа се бројки кои кажуваат за нашите успеси, за нашите резултати. Меѓутоа и обврзуваат, значи тоа е довербата на пациентите што ни ја даваат, обврзуваат да продолжиме со несмален интензитет, ентузијазам понатаму како што и почнавме пред 15 години, за да оваа приказна успешна ја одржиме да биде и понатаму. И да расте, се разбира. Да. И по повод овој 15-ти роден ден на Аџи Бадем Систина, менеджментот одлучи на сите нивни пациенти, на сите луѓе кои што имаат потреба во текот на првите 15 дена од 7 април, значи се уште трае акцијата, за секакви здравствени услуги кои што ви се потребни во Систина, имате 15% попуст на сите услуги. Колку пациентите сакаат да ги искористат овие акции, овие услови, бидејќи знаеме ние дека неретко ќе ни промакне некоја информација, но убаво е кога човек навистина е во тек. На кој начин им ги доближувате информациите на клиентите? Па нашите постојани клиенти, пациенти кои што постојано доаѓаат и ги користат услугите, секогаш имаат попуст во нашата болница. Зборуваме еве сега конкретно за педиатрискиот дел. Децата, бебињата кои што се родени во нашата болница доживотно имаат попуст од 10% на сите услуги кои што ги добиваат додека се деца и понатаму во нашата болница. Мислам дека такви попусти постојат и во другите сектори. Информациите доаѓаат многу лесно сега преку социјалните мрежи, преку медиумите електронски, така да ги дознаваат информациите пациентите веднаш и навистина представува во ова време кога можеби стандардот не е се уште како што треба на луѓето кои живеат во нашата земја, се добре дојдени секако, за да можат да ги успешно, ефикасно завршат, да ги добијат здравствените услуги кои што можеби пред тоа имале страв да го реализираат. За стандардно знаеме каков е, но знаеме и какви се приликите во јавното здравство, така да се луѓето да си ги скратат маките или да ги скратат оние чекања по ходниците и по шалтерите, секогаш ја одбираат опцијата да веднаш и одма реагираат, а токму кај вас тоа и го добиваат веднаш и одма се прават целосно сите испитувања и не се чека ниту еден ден од првиот прием на пациентот. Кажавме нешто повеќе за вашиот оддел, за педиатрискиот оддел. Ајде малку да напоменеме и каде најмногу прогрес доживеа Систина, во кои оддели други. Па да, покрај педиатрискиот оддел кој навистина направи најголем, мислам, прогрес, тоа реков дека почнавме од едно неонатолошко одделение во склоп на гинекологија, акушерство, па дојдовме до детска болница практично со пружење на сите услуги од сите специјалности, од врвни специјалисти. Хирургијата исто така
значи се востанови во нашата болница и адултната и детската хирургија, така да тука се изведуваат многу сложени хируршки интервенции. Делот диагностички исто така направи голем прогрес, особено во областа на радиологијата, интервентната радиологија, се изведуваат најсложени диагностички постапки од типот на магнетна резонанца. Ги имаме најдобрите, најсовремените апарати кај што се добиваат прецизни резултати за многу кратко време. Ги имаме најдобрите доктори кои што не само поставуваат диагноза, него сега се оди на изведување на интервенции кои што се минимално инвазивни, а ја одложуваат, односно ја намалуваат потребата од класична хируршка интервенција. Кога сме кај хирургијата, голем прогрес се направи, значи ги имаме сите области на сите хируршки гранки, субспецијалности, абдоминална хирургија, тораковаскуларна хирургија, неврохирургија, градната хирургија, детската хирургија, голем прогрес во сите овие гранки, посебно во областа на урологијата, мораме да ја спомнеме сите минимално инвазивни процедури за решавање на урогенитални проблеми кај луѓето можат да се решат во нашата болница. Мораме да ја спомнеме и адултната кардиохирургија, таа уште веднаш беше една од таргетите кои беа поставени дека мора да има во нашата болница и кардиохируршки центар, и тоа се воспостави навистина многу брзо, по врвни стандарди, работат со најсовремените хируршки процедури, методи и, што е многу важно, компликациите од тие сложени хируршки интервенции се многу мали, минимални се и смртноста е исто така многу мала на ниво на центри кои што се признати во Европа и во светот. Пред 5 години веќе спомнав и се заокружи кардиохирургијата со отварањето на детската кардиохирургија со тимот на лекари, составен од хирурзи, педиатри, интензивисти, специјално обучени за работа во кардиохируршки единици и на интензивисти реуматолози. Веќе спомнав, изведува над 600 интервенции сложени. Тоа се интервенции кои се прават на бебиња буквално од првите денови после раѓањето. Тоа се решавање на вродените срцеви мани. Има дел од нив кои што мора веднаш да се интервенира, инаку е загрозен понатамошниот живот. Значи, од такви мали, неколку дневно стари бебиња до деца од 15-16, значи адолесценти практично, се изведуваат сите сложени хируршки интервенции и рехабилитацијата после тоа исто така се изведува во нашата болница. Следењето на тие деца е многу битно. Кога сме кај отварањето на новите центри, да речам, би го одбележал делот кој што пак се однесува на педиатријата, тоа е Центарот за рано откривање и следење на деца со пречки во развој. Тоа е посебна интересна тема. Тие болести се во голем наплив во последните години. Во тој центар работат доктори од различни профили, значи има и педиатри, невролози, развојни педиатри, психолог, психијатар, специјален едукатор, логопед, дефектолог и физиотерапевт обучен за работа со деца кои имаат потреба од такви вежби, изведување. Тој центар рано ги диагностира проблемите, ги следи тие деца и му кажува мултидисциплинарно, бидејќи тимски е третманот на тие пациенти и овозможува нивен што подобар развој и живот понатамошен. Морам да го спомнам и центарот за болка, кога веќе сме кај тие центри, каде што работат врвни доктори од областа на намалување и на ублажување или исчезнување на болките од различна етиологија природа. Центарот за дебелина исто така морам да го спомнам, кој што има мултидисциплинарен пристап во лекувањето на веќе болест, секако веќе со години зборуваме дека се работи обезитетот е болест. Физикалната терапија исто така е многу успешна приказна. Да не зборуваме за гинекологија, акушерство, која што беше основата на
на нашата болница. Онколошкиот центар се разбира. И онколошкиот центар каде што се лекуваат најтешко болните од малигни заболувања. Секоја чест. Исто така во она што имав можност да го следам и да го исчитам деновиве додека се договаравме за вашето гостување, дојдов до бројката 23.000 родени бебиња од самите почетоци, Да. од кои што сега веќе некои стануваат и родители, и тоа токму во вашата болница. Така е, значи приказната со гинекологија акушерство започнува пред 24 години, ако зборуваме 2001 година. Бројот на бебиња на годишно ниво постојано растеше, се зголемуваше. Од неколку стотини дојдовме до некаде околу, лани ја завршивме со некаде околу 1600 раѓања или бројка од некаде 23.000 бебиња родени во нашата болница, и тоа беше всушност потикот и основата да се отвори, да се направи чекор повеќе од една гинеколошка акушерска болница, да се отвори клиничка болница. Приказната за гинекологија акушерство и понатаму имаме многу задоволни мајки, татковци, мајки родени, породени тука во нашата болница. Сега се веќе тоа возрастни луѓе кои што ни носат нивни деца и доаѓаат, значи, тука за услуги и се породуваат, значи, тие кои што пред 24 години се родиле во нашата болница и нивните поколенија практично ги гледаме. Исто така дел од гинекологија не е само акушерство, него и гинеколошки интервенции, комплетна една грижа за здравието на жената, значи од период, нели, почеток пубертетот, репродуктивниот период, па до најстарата возраст, значи комплетна една грижа за здравието на жената и на детето во нашата болница. Одлично, ние би зборували уште долго, но времето некаде тука има многу да се зборува, малку ни една ваква емисија секако. Ја искористам можноста да ги поздравам сите 1200 вработени во Аџибадем Систина, сите врвни доктори, професионалци, целиот медицински персонал, сите соработници кои што се во поново време ангажирани и сите оние кои што се дел од големата приказна на Систина, да продолжите и понатаму визионерски, храбро и во чекор со сите најмодерни технологии во светот, во медицината, да бидете една, би рекла, едно сврталиште на сите луѓе кои што знаат што е приватно здравство и знаат што каде вреди да се дојде и да се побара решение за некој здравствен предизвик. Ви благодарам многу што овде наш гостин и за некои нови успеси повторно ќе зборуваме нека идна прилика. Искра. Ви благодарам многу, да, се придружувам и на честитките.